Капитенот на македонската ракометна репрезентација Кирил Лазаров и официјално беше промовиран како нов член на Барселона. Тој во новиот клуб ќе го носи дресот со број 77, а за време на представувањето не го криеше задоволството, истакнувајќи дека ова е стварување на неговиот сон. Од мојот прв ден тука сфатив што значи Барселона, таа е повеќе од клуб. Штом ја добив понудата од Барселона, немав дилеме дека е вистинската и веднаш ја прифатив. Бројот 77 го одбрав поради тоа што тој број заедно со бројот 7 е мојот број во целата кариера, завршил Лазаров. Кира истакна дека во Барселона доаѓа за да ја освои Лигата на шампионите, што е негов најголем и неостварлив сон досега. Шпанија и Уругвај забележаа победи на синогечните средби од групата Б од Купот на конфедерациите што се игра во Бразил. Шпанија оствари убедлива победа над аутсайдерот Тахите со 10:0. Резултатот беше отворен уште во петата минута кога Фернандо Торес го постигна првиот гол од 4 на мечот. Во третата најубедлива победа во историјата на шпанската репрезентација, хет-трик постигна Давид Вилја, 2 гола беа дело на Давид Силва, а во листата на стрелците се запиша и Хуан Мата. Со оваа победа Шпанија се пласираше во полуфиналето, а за второто место синоќа решаваа Уругвај и Нигерија. До победата од 2:1 стигна Уругвај. Актуелниот шампион на Јужна Америка знаеше дека само победа ги одржува со сигурност во игра за пласман во полуфиналето, а неа им ја донесе Диего Форлан. Ветеранот биеше од прва по акцијата на Едисон Каванио и Луис Суарес и во 51-та минута ги постави конечните 2:1 со гол во својот 100-ти настап за Уругвај. Со тоа Форлан дојде до бројката од 34 гола во националниот дрес, со што одномо се најде на врвот на листата на најдобрите стрелци, прескокнувајќи го Луис Суарес кој се изравни со него на котата 33 со својот гол на мечот против Шпанија во првото коло. Претходно Уругвај победе срекно преку Диего Лугано во 80-та минута, а Нигерија изедначи на 1:1 со убавиот погодок на Џоноби Микел во 36-та минута. Реал Мадрид во последните 13 години за трансфери на 12 напаѓачи потрошил 282 милиони евра. Во мандатите на Флорентино Перес и Рамон Калдерон, напаѓачите секогаш биле приоритет за кралскиот клуб. Меѓу нив има и фудбалери кои стигнале на Сантиаго Бернабе без никаква уштета, како Савјоли и Адебајор, но има и фудбалери кои ги соборувале рекордите на трансфер маркетот. Реал Мадрид потроши 94 милиони евра за Кристијано Роналдо, кој на 199 надпревари во дресот на кралскиот клуб постигна 201 гол. Роналдо кој стигна од Интер за 45 милиони евра постигна 104 гола на 177 настапи, но заселувањето со Робинјо се покажа како разочарувачко. Робинјо пристигна во Реал Мадрид од екипата на Сантос за 24 милиони евра и иако се очекуваше многу од бразилецот, Робинјо постигна само 35 гола на 135 надпревари. Мајами Хит ја доби мајсторката против Сан Антонио Спарс на свој терен со 95-88 и со 4:3 во победи ја заокружи третата титула во својата клубска историја. Джеймс одигра нова фантастична партија, постигнувајќи с 37 поени и 12 скока и заслужено стигна до вториот свој шампионски прстен и втора награда поред MVP на финалето. Покрај Джеймс, добра партија за Мајами пружи и две МВ со 23 поени и 10 скока, како и Шейн Батија, кој од клубата постигна 18 поени, погодувајќи 6 од 8 своји обиди за тројка. Чалмерс доаде 14 поени, а Крис Бош за 28 минути не постигна ниту еден поен. Кај Спарци, кој за нив ова беше прво изгубено финале во клубската историја, Данкан со 24 поени и 12 скокови беше лидер, но освен Ленард и неговите 19 поени и 16 скока, немаше вистинска помош на теренот. Джинобили средбата ја заврши со 18 поени, имаше преголем број на грешки и непромислени потези во решавачките моменти. Со овој надпревар се спушти завесата на сезоната 2012-13 во NBA лигата, сезона во која Мајами Хит во своето трето финале поред успе да ја освои својата втора титула едно по друго.